бидејќи малку ни се намалува времето со оглед на обврските кои што кандидатите ги имате и по другите листа, значи до 17 часот ќе се обидеме да бидеме брзи со прашања и одговори и да одговориме колку што е можно повеќе од она што го имаме подготвено за вас. Јас само кратко пред да почнем, значи со првото прашање до вас. Сакам само да кажам, покрај тоа или што кажа зошто ја организираме оваа дебата со вас. За загадувањето се зборува, значи последниве години многу повеќе него претходно. Меѓутоа се зборува за аерозагадувањето, тоа само во зимскиот период кога е стварно акутно. Сметаме дека најголем број од граѓаните живеат во илузија колку е нашата земја чиста, земја на сонцето и на органската храна. Нашата земја е масивно загадена. Зборуваме за воздух, за почви, за вода. Фрапантната информација која приметил, тоа излезе минатата година од Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што во црниот руг на дивечот, а тоа се податоци од 2012 до 2017 година, во црниот руг на дивечот се најдени 10 пати повисоки концентрации на тешки метали. Зборуваме за олово, кадмиум и жива. Зборуваме за дивеч кој живее во природа, што би требало да е најчистиот дел од Македонија, значи диви свињи, зајаци што се ловат. И одговор нема и не знае зошто и од каде се овие концентрации на тешки метали до толку високи, да дури за прв пат во 2017, пошто податоците се за 5 години, во 2017 забележани се тешки метали и во мускулното ткиво. Меѓутоа не се прави ништо. Една од жешките точки е депонијата во Југохром. Депонијата во Југохром е тоа индустријска од времето кога Југохром произведувал не феросилициум, туку друго. И тамо има шестовалентен хром, кој е канцероген, екстремно токсичен, екстремно опасен, над 7000 тони. Значи над 7000 тони се тамо на шестовалентен хром, каде што имаме ние една пречистителна станица која добро што е ставена, меѓутоа со капацитетот со кој таа станица работи, ни се потребни 1800 години. Значи 1800 години тој да се неутрализира, да кажеме, значи тој шестовалентен хром да премине во тривалентен хром. Кој се смета, поголеми концентрации сепак не се, значи добри, меѓутоа се смета за не е така опасна варијанта. И се предлагаат тамо некои решенија кои чинеле во студијата пишуваат, чинеле не знам, 1.700.000, 1.600.000 евра за поголем капацитет, значи пречистување, меѓутоа ништо не е направено. Студијата од 2007 година, ние сме сега 2019 година. Опасноста не е само за околното население, кое оддавна подземните води им се загадени, не може да ги користат бунарите, што е масивно загадено тамо подрече околу Југохром, туку што подземните води, поради големиот период кој поминал од кога таа депонија тамо, тие одат накај жеден, одат накај изворите, значи на рашче. И прашање на ден, на час, кога тој шестовалентен хром ќе се појави во изворите, значи на рашче. И тоа пишува се, тоа е се наведено, не е тоа ништо ново, че ова стои, таа опасност стои и во студијата е наведена, дека мора да се презема мерки, бидејќи ние го збориме дека пола Македонија живее во Скопје и ако водата е загадена со шестовалентен хром, што стана за тоа? Да не збориме за облиците, знаеме, меѓутоа депонијата се уште пеленица, што треба добрва да се анализира што има тамо. Смета според документите од опис од времето има над 8000 тони линдани тамо, меѓутоа таа била депонија каде што и стакларе оставало отпад, така да не се знае што се има тамо. Ние сме полни со оставен индустријски отпад од индустриите на времето што се сметали исто. Тоа е доброто за земјата, за развој на земјата, вработување и имаме пустош оставен. Рудниците Лојане, па Лојане апокалиптична слика. Ние имаме училишта до отворени депонии на арсен. Значи арсен во воздухот си лета, си диша, тие деца одат на школа таму. Тоа не е нас нормално. Белешката, значи, тоа е официјално исто. Целокупниот зеленчук, значи од белешко, има надозволено, значи концентрација на тешки метали. Значи стои.
Тоа не е забрането, според правилникот што стои за безбедносна храна, тоа треба да се забрани, тој регион не сме да произведува зеленчук и било какви прехранбени, значи, затоа што се над дозволено тешките метали во се што испиваме. Поради огромната планина на троска што останала од кукурузата. Збориме за тешки метали, кадмиум, цинк, олово, иридиум, значи се живо. И тоа така стојат, тоа се тие жешки точки. Кога ќе се каже жешка точка, ова се тие жешки точки, кои се страшни, апокалиптични. И збора да се ние живееме, значи, време на аерозагатувањето, тоа знаеме. Над 2000 жртви секоја година. Да беше конфликт, сите ќе се дигне на носа и ќе рече дајте брзо што да направиме, да не ни кинат луѓе. Меѓутоа, бидејќи така не били убиец, само статистиката го покажува и од Европска, значи, унија, нивните, значи, звештаи, таму се стои. Ние само тоа го нотираме така, дека толку жртвиваме годишно, толку жртвиваме годишно. Со климатските промени, земјоделците, ние ги живееме тие климатски промени, тоа не е нешто абстрактно, кога ќе дојдат климатските промени, па секоја година имаме земјоделците и замрзнал родот, затоа што вегетацијата почнува порано. Чим почнува порано, нормално ќе имаш некој мраз погасно. Дали во март, дали во април. Имаме периоди на суша, меѓутоа потоа имаме тие екстремни периоди на ужасно порани дождови, што ни се случи старкости. И каде што повторно има загуби во земјоделието, повторно цел род отишол, се уништено и секоја година од нешто уништено, дали поплава, дали суша, дали град, дали прерана вегетација, па мразгова. И тоа го слушаме секоја година. И за тоа пари треба да се дадат обештетување, меѓутоа нема каде таа стратегија до кога вака. До кога вака. Значи нотирано е во меѓународните извештаи дека Македонија, како што е цел овој регион, е ранлива, е особено ранлива на климатски промени, особено на повишените температури и недостатокот на вода што се случи, кој веќе се случува. Меѓутоа не се прави ништо. Ние во исто време се планира значи околу 400 некаде мали хидроцентрали, со кои што уште повеќе ќе се исушат реките и ќе се уништи. Значи ние зборуваме се на масивно уништување на сите медиуми на животна средина. Значи нема медиум кој не е западен, нема што не е загадено, нема што не е девастирано. И поради тоа, јако сите ни викаат дека па председателот нема ингеренција, има ингеренција. Значи председателот е председател на Советот на безбедност. Стратегијата за одбрана 2010 кажува дека закани по националната безбедност ги наведува е деградацијата на животната средина и уништување на еколошкиот потенцијал. И со ова првото прашање, кој е вашиот став за загадувањето од аспект на национална безбедност, што ќе преземете вие како председателка, да го заштитите и напредите животот и здравјето на граѓаните, бидејќи го ги умираат. Здравјето е дефинитивно, значи, оштетено кај голем број на граѓани и како ќе заштитите и напредите животната средина, кои се национални интереси кои треба да се одбранат. И почнемо така. Добро. Поздрав до сите присутни на салата и прво да се заблагодарам на организаторот кој навистина направи нешто интересантно кое нема овие денови. Моето име е напишано и на албански, и во латиница, и за секој поздравување. Инаку, кога зборам за името, моето име и на албански значи зелен. Значи, и по името, јас сум грин, и така да и по ориентација сум грин, и затоа и една од точките на мојата председателска кампања е Go Green. Зашто мислам да се надоврзам со вашето прашање? Зашто мислам дека загадувањето веќе прераснува во еден глобален безбедносен фактор или глобална закана за човештвото? Ние денеска веќе државите не се заканети само од конвенционални војски, туку од два нови вида на закани. Тоа е hybrid war или така наречените лажни вести во етерот на IT и ова што се вика pollution war или
војните од загадување. Затоа сум пишал и во мојата книга, објавена во Брисел во 2010, нормално на англиски, Geopolitics and Technical Geoenlargement. И тогаш, пред скоро 9 години, мислам дека во втората декада на 21 век, човештвото ќе има три главни предизвика кои ја ги нарекувам 3E. 3E challenge. Значи, економија, енергија и екологија. За економијата и неам компетенции да говорам, затоа што тоа е повише ресурски сегмент на владата, но ја ги поврзувам овие двата други предизвици, енергија и екологија, и затоа еден од моите приоритети е во председателство од кабинет да формирам ИИ центар, или Центар за енергија и за екологија, во кој ќе ангажирам експерти, стручници од овие две области, затоа што се тие поврзани. Ние не можеме да бараме почиста животна средина, ако истовремено стимулираме енергетски проекти. Ќе се доврзам на тоа покасно. Но, прво, што ќе побарам као председател од владата е еден извештај каде е Македонија со реализирање или имплементација на така наречената програма на Европската Унија 20-20-20. Значи, ако не ја знаете, тоа е до 2020 година да се намали CO2 за 20% и да се зголеми алтернативната енергија или обновливата енергија за 20%. Немам податоци и навистина не знам каква е ситуацијата, но ако станам председател, сигурно тоа ќе биде годишна агенда во која ќе се елаборира секогаш и ќе барам не само информации, но и конкретни препораки, експертски препораки како да ги достигнеме овие цели. Втората работа, зашто мислам дека е безбедносна закана ова што се загадувањето. Не е само од, да речеме, еколошкиот аспект. Ја слободно ќе кажам и една закана од мафијашкиот аспект. Дали знаете дека италијанската мафија сега најголем обрт на средства прави со извоз на отпад, и тоа не само обичен отпад, него се повеќе на нуклеарен отпад. И сега, во мојата програма една република за сите, со законот на сите, јас сакам навистина да направам еден длабокрест за олигарките што владеат во државата, а олигарките се, предвидувам, поврзани со малце пошироки октоподски мрежи кои се занимаваат со извоз на отпадот, да им оневозможам да можат ова да го направат бизнис врз плеќата на граѓаните. Оти на крајот, ние граѓаните ќе ја плачеме тоа не со цена, не со пари, него со живот. И видов една информација, мислам и од вас, дека у 2015 имало 2000 лица, 3200, да, се извинувам, како значи починале од загадување. Ова е навистина многу тешка информација која треба многу сериозно да се земе, пак викам, од аспект на безбедносна закана. Значи, председателот на државата, како врховен командант на оружените сили, не верувам дека ќе биде у ситуација во наредните 5 или 10 години да војува со странски војски. А поготово кога веќе ние ќе бидеме 30-та земја членка на НАТО и као НАТО земја ние ќе бидеме во омбрелата или во чадарот на најголемата, најјаката политичко-војна алијанса во светот. Но, ние ќе бидеме многу подложни на закани од еколошкиот аспект, од загадувањето. И затоа ја чак некојаш ја нарекувам, можеби треба да се формира нова дисциплина, научна дисциплина, геоекологија. Не само геополитика, не и геоекологија. За да ви биде појасно на што мислам, земете го само примерот на сулфурниот дожд или на киселиот дожд, сулфурниот дожд, кој не познава граници и еколошките предизвици, глобалното затоплување. Не можат да се, како да кажам, да се нормираат во суверени државни граници, од дожд као дожд. Ако е сулфурно, он ќе паѓа и во Германија и во Франција. Природата не и нема овие географски, геополитички граници. Затоа и Хелсиншката декларација, и Париската декларација, и Киото, и декларацијата од Рио
една глобална платформа на која наистина укажуваат на последиците, далекосежните последици, не сега, но во иднина. И за да не можам да им дам и на останатите време, ќе дојдеме до ситуација, која сум рекол пред 10 години, дека главниот ресурс на светот, во глобала, нема да биде нафтата и гасот, ќе биде водата. Со ова глобално затоплување ние ќе имаме се повеќе и повеќе осушени водени површини, било езера, било реки и така натаму, и ние можеби на крајот на овој век кој ќе владее со водата, ќе владее со светот. Ви благодарам, ако има прашања, може да одговорам. Браво. Не знам, шокантно како жив мртовец се чувствува и мислам дека ние сме навлегле длабоко во танатологијата и како да сум сега јас кандидатка за председателка на Атлантида или на Содома и Гомора. Кога ме прашувате, колегата Плевин почна со еден труд, да, јас исто така сум напишала еден труд, во Нью Йорк е објавен, Globalization, Democracy and Constitutional Engineering. И ја велам дека во Constitutional Engineering треба да влезат гаранциите на еколошката димензија, зашто по мене се согласувам со критичарите дека живееме во време на најстрашна еколошка криза, на најстрашна закана од сиромаштијата, поврзана со екологијата исто така, персонификација Индија, споменавте Бразил и така натаму, заканата од милитаризација, значи јас сум за демилитаризација, и заканата од евроцентризмот како империјален концепт во однос на целиот останат свет. Што би правила јас? Прво, темелна вредност на уставниот поредок е заштитата на човековата средина, имаме закон и има еден дел кој што како да е наследен од постпартизанските денови, кој зборува за воена и вонредна состојба. Воредната состојба се врзува за елементарни непогоди, значи за поплави и земјотреси. Тука јас ја сместувам еколошката катастрофа и досега Собранието, на варање на 30 пратеници, неколку пати требаше да прогласи вонредна состојба, бидејќи не го направи тоа, председателот требаше да му предложи на Собранието да предложи вонредна состојба. Направен план што би направила, во Уставот не е доволно само да имате заштита на човековата средина, треба тоа што е сега инвајроментализмот во уставното право, посебни глави, посебни гаранции и се разбира потоа закони со санкции за кршењето на истите. Значи, Македонија си ја замислува, бидејќи една педа земја, како земја на здрава храна, бидејќи јас сум поорганска храна, и како земја на туризам, и тоа на селски туризам. Се што кажаа вашите колеги, држи. Значи, јас веднаш одговорив дека сум за затворање на рудниците, па не знам колку и да вредат тие, на свеста дека Велес е Скопје, Струмица е Скопје, Југохром е Скопје. Зошто? Кога велам дека во уставното право треба да си најде место, тоа директно се врзува во скандинавските земји, може да проверите по уставите Норвешка, за правото на живот. Значи, нам ни е загрозено правото на живот. А министерот изјавува дека не сме Швајцарија, а неговиот заменик вели дека помогнете народе да го донесеме законот заедно и тогаш од утре ќе влеземе во нова фаза. Значи, ова прашање за мене е прашање од највисока национална безбедност, прашање од највисока регионална безбедност и прашање од највисока меѓународна безбедност. Се заканува не само национална катастрофа, се заканува регионална катастрофа, ама и меѓународна катастрофа. Колегата ги спомена
Или вашиот колега ја спомена опасноста од градење на хидроцентрали и така натаму, морам да кажам, дури и во заштитени средини и во национални паркови, во услови на очигледен конфликт на интерес, во духот на што? Во духот на клиентелизмот, во духот на кронизмот, во духот на олигархискиот концепт, и мене ми се чини дека не постојат пари, не постојат брои на вработувања кои што може да го надоместат правото на живот. Како жена зборувам, во женски род планета, во женски род земја, посебно сум засегната, да, за моите деца, за мојата ќерка, бидејќи знам дека абортусите се директно поврзани, знам дека прекременото породување е директно поврзано, втори сме во Европа по рак, јас не знам што треба да ни се случи. А ова што го наведе колегата, па тоа е за рипли. Тоа сигурно ни се чудам, бидејќи ние затоа реков танатологија. Вие да градите нешто повисоко од она во Бразил, што ќе биде со еден бран вака тргнато не само од Македонија, туку и од регионот, мислам дека е самоубиствено. Значи, воопшто не ме интересира што партиите ќе прават, бидејќи тие ги водат министерствата. Јас кажувам, го напишав тоа и во мојата програма, дека наместо или покрај школата за млади лидери, дека ние треба да формираме школи секаде за еколошка свест и еколошка заштита, и јас сум првата. И значи, првото обраќање до парламентот нема да ми биде пред Нова година, за да им честитам на граѓаните Нова година, најмалку 12 пати ќе се обраќам. Едно од првите обраќања ќе биде врзано за правото на живот и за каната еколошката катастрофа во Македонија, за да ги сензибилизирам пратениците, ама и да ги натерам да се засемат пред граѓаните. Благодарам прво на домаќиниве што не поканија. Наша обврска беше да се отповикаме. На страна сите други обврски кои ги имаме од текот на кампањата, бидејќи прашањето е не ургентно, него е прашањето е важно со години назад и по сите проценки ќе биде важно уште децении назад. Моја лична проценка е дека ова така наречена еколошка безбедност ќе биде една од главните закани за светот во годините кои доаѓаат и нема да се намалува таа закана, напротив ќе се зголемува, ќе зборувам за сите, дури за најразвиените делови од светот. Ова на што јас би пледирал денеска и би сакал да се фокусирам и да го потенцирам, тоа го правам и во кампањата и по други поводи. Мислам дека станува збор за прашање кои далеку ги надминува нашите лични политички агенди. Многу пошироко и кој потешко е како предизвик за решавање, за соочување со него. И од една влада, дури и самиот невладин сектор со сите своји чинтери внатре, че ако сакаме да направиме добра национална стратегија за борба против опасностите кои ја загрозуваат човековата околина, мојот став е дека тоа треба да излезе од дневната партиска агенда. Околу тие работи дефинитивно не треба да се препокуваме и стварно мислам дека не можам да видам како некој очекува, ако очекува на било кој избори, дека на тоа прашање треба да добие политички поени или на тоа прашање да го победи својот политички противник. Бидејќи ова прашање, ако не го адресираме сите заеднички, пред се надлежните институции, невладиниот сектор и сите граѓани, ние ќе бидеме поразени. Значи никој нема да победи. Вие не е битно да победите на политички избори, битно е државата и народот да не биде поразен, а е според бројките што ги гледаме до сега поприлично поразен. Сите ние сме поразени, не само овие најтрагични случаи кои ги кажувате во неверојатни бројки, јас прв пат ги слушам тие бројки од над 3000 починати заради од тие причини. Прво ми се чини дека е нужен консенсус како за ниедно друго прашање меѓу политичките партии и невладиниот сектор, партиите на власт и партиите во опозиција. И вашиот прв колегата кој презентираше за околу загадувањето како прашање од национална безбедност, го стави на крајот во еден контекст што приврзаниците на различните политички теории мислат за тоа. Јас мислам да не се исцрпуваме околу тие работи, дали либералите мислат едно, реалистите друго.
Мислам дека веќе во свеста на сите, дури на најтврдокорните реалисти во светот е јасно дека тоа е неизоставна компонента од националната безбедност. Пред 25-27 години веќе има книги напишани на таа тема, според кои сме така наречена проширена безбедносна агенда, една од 5-те, во тоа време сега има и повеќе од 5 компоненти, која е неизоставен дел од било која расправа за безбедност, е еколошката безбедност или еколошката небезбедност. Така што имам и теоретска подкрепа, ако сакаме да разговараме на таа тема, меѓутоа практично што мислам дека јас треба да се направи, се разбирам за генералната глобалната политичка рамка, која им доликува на еден председател на држава, бидејќи сите ние сме или професори по право или по меѓународна политика, во овој дел ние знаеме по нешто, меѓутоа не сме експерти во сферата. И ќе се врзам за ова што колегата го праша во првата презентација. Прво, во Советот за безбедност, во доктринарните документи мора да биде и ова прашање адресирано како прашање од највисок национален интерес и да биде вистина една од примарните закани за националната безбедност. Второ, во Советот за безбедност председателот има само тројца кои може да ги предложи од 9, другите 6 се по функција. Меѓутоа може при тој избор, знаете дека треба да внимава и на други компоненти со оглед на тоа дека тоа ни доаѓа од рамковниот договор и на етничка припадност така натаму, се разбира многу таа компетенција која нужно ќе се бара и јас ќе ја барам ако ја добијам до грбата, би било добро ако има и еколошки бекграунд таа личност. Меѓутоа на Советот за безбедност, освен постојаните членови, бидејќи јас сум бил долги години секретар на Советот за безбедност, во едни поранешни периоди, можете да повикувате и други експерти по потреба, можете баш секој состан да ги повикувате, така што во тој дел ја гледам поголем маневарски простор за да се вклучат таков експерт или такви експерти кои ќе ги презентираат реалните опасности во таа сфера и ќе ги алармираат политичарите, од кои најголем дел да не слажеме немаат признање во оваа област. Значи не мора баш член да биде, председник да биде баш член на Советот за безбедност кој ќе биде експерт по заштита на човекова околина, може да бидат луѓе кои ќе бидат повикувани. Например, малку мина знаа началникот на генерален штабот на армијата не е член. Меѓутоа практично секогаш доаѓа директорот на агенцијата за разузнавање. Не е член на Советот за безбедност, меѓутоа скоро секогаш доаѓа и така натаму и така натаму. Во делот од легислативата, јас мислам дека ние се уште сме многу далеку од европските стандарди во делот на легислативата, иако јас постојано тврдам дека во сите сфери нас лошата или непотполната легислатива не е проблем, туку недоследната примена на легислативата која веќе ја имаме, но мислам дека има простор за подобрување и на легислативата во оваа сфера. Но се разбира, уште поголем проблем ќе биде и кој ќе ја допотполниме спред европските стандарди, како ќе ја имплементираме, затоа што знаете, ако станува збор, да кажуваме отворено се, независно која влада била на власт, ако станува збор за овие така наречени најголеми загадувачи, кои во исто време се можеби и најголеми полначи на буџетот, или дел од нив, да не спомнувам, во Западна Македонија има еден голем комплекс кој вработува многу луѓе, потоа може да биде социјален проблем ако го затворите, а нема филтри, ако владата не инсистира да има филтри, а има прописи според кои мора да има филтри. Значи, јас мислам дека тоа треба да биде, тој проблем на имплементација треба да го надминеме, че да дополнуваме легислативата, но и проблемот на имплементација да го имаме до крај, во потполност, инаку нема да биде доволно само да ги препишеме сите европски закони, а да останеме со балканско ниво на имплементација. Еколошките проблеми или заштитата на околината по дефиниција е регионален и континентален и глобален проблем, значи ако некој мисли дека таа закана ќе му запре или ќе му дојде само во рамки на националните граници, се лаже. Мислам дека во делот на рудниците беше спомната опасност, ако не да може тоа се случи со таа неверојатно висока брана, па случам дека има некој таква ингениозна идеја во наводници, дека тоа ќе биде загроза и за територијата на Бугарија и Грција. Значи, апсолутно е нужна регионална соработка меѓу нашата држава, зависно за кој дел станува збор, прво со 5 од нашите соседи, било кој или со одеднаш со сите, но нужно е и да влеземе што побрзо во европските фондови кои имаат огромни средства алоцирани за регионалните проекти кои се борат за заштита на човековата околина. Значи, без самостојно би било подобро да не одиме, да бараме европски пари, бидејќи подобро со еден регионален пристап тоа да го направиме. И таа регионална компонента на човековата околина ние мораме да ја имаме во свеста, да не речеме се имаме добар закон заштита на тој дел, а во Албанија нема, или ако Србија и така натаму, ние мораме да сватиме дека мораме да имаме регионален пристап и во легислативата и во барањето од европските фондови средства за да можеме да направиме нешто на вистина. Значи со регионален пристап, ако ние како Западен Балкан или во целина Балкан се сложиме да настапиме регионално
Јас мислам дека ќе биде лесно и да направиме таа интрарегионална соработка, значи повеќе региони да настапат, не мора да биде баш континентално нивото, да настапат бидејќи ќе бидат поефикасни во барањето на фондовите и во подобра имплементација, бидејќи проблемот е тој. Освен некои локални проблеми кои само може да предизвикаат локален проблем, најголемиот дел заканите се пошироки. Ова што го кажав на една трибина со граѓаните во оваа пригода и сакам да го повторам и со тоа сакам да дадам придонес во однос на мојата прва теза дека ова треба да биде надвор, дел од нейната партиска агенда. Во оваа сфера нема брзи решенија. Тоа не значи да не треба да не правиме ништо. Меѓутоа сакам да кажам дека не сум се согласувал никогаш, ниту денеска, ниту порано, ниту на локални, ниту на национални избори, со луѓето кои ветуваат брзи решенија. Тоа дел од нив се и блиски до оваа политичка опција во која јас сум член или партиципиент. Затоа што вие можете да ловите политички поени на таков начин, може да правите и собири кои имаат еколошка конотација, а во суштина ви служат за крајната политичка цел да дојдете до власт, меѓутоа за кусо време ќе ви се врати тоа назад, како бумеранг, и власт ќе ја прашаат, се што правиме. Значи, пледирам, ниту еден од нас да не вели оваа власт не прави ништо, ја ќе направам за 6 месеци или за година дена да биде најчиста, еколошки најчиста државата. Значи, вие може да критикувате, вие треба да критикувате, меѓутоа треба да им кажете на граѓаните, не дека ти требаат многу средства, пари, ресурси кои ние самостојно ги немаме, меѓутоа мораме да сватиме дека да им го кажеме, ќе го решаваме проблемот, нема да седиме како овие што беа пред нас, ама за решавање на проблемот ќе треба толку и толку години и по фази и со рокови. Ако не го направиме тоа, тераме политиканство, не сме реални пред луѓето и можеби ќе ги добиеме изборите, меѓутоа потоа за кусо време ќе го изгубиме и тој образ и тој легитимитет што ни го даа, збирам. Меѓутоа можеби треба да видиме и мултидисциплинарен пристап и анализи од друг аспект. Но независно од тоа, јас мислам, мој политички став во однос на ова што вие го кажувате, ја не можам да кажам бидејќи немам признање да или не, меѓутоа мој политички став во однос на рудниците кои сега работат или допрва се планираат да бидат отворени е дека ништо не е поважно од здравјето на луѓето, а особено не е важна битката или трката за профит. Тоа е. Мислам дека треба да се согласиме околу тоа сите и заеднички да почнеме да ги решаваме тие проблеми. Иако, колку што забележав од вашите слайдови и вашата презентација, дури и во делот на профитот вие велите дека ќе се направи поголема штета ако се отвори рудник, бидејќи профитот на другите гранки во земјоделството ќе се намали драстично. Значи вие ако не се лажам рековте можеби 2000 луѓе ќе имаат работа таму, али 150.000 луѓе ќе имаат драстични оштетувања по нивните семејни и индивидуални буџети, бидејќи сето рано градинарско производство на таа почва ќе биде неупотребливо понатаму за продавање. Благодарам.